Драги браќа и сестри, денес предпладне зборувавме за 6 букви, сликовни букви од семитскиот јазик кој што бил користен до робството во Вавилон на Божиот народ. И тие 6 букви ја потврдија вистинитоста на Исаија, 46 глава, 9 и 10 стих, дека јас, Господ, го јавувам крајот уште на почетокот. Господ е тој кој ја знае иднината. Не се тоа хороскопите, гатачки, вражари, бајачки или во наводници некои пророци. Не е пророкот пророк само со име. Тој треба да е пророк вистински ако се исполни она што го прорекол. Само тогаш е вистински пророк. Ама многумина одат во името на пророк. И на крајот ќе испадне дека се лажни пророци. Јас денес, ова попладне, сакам да зборувам и насловот на ова што ќе се изнесе денес е на вистина има пророк во Израел. Духовниот Израел. Зашто знаеме, телесниот Израел, избраниот Божји народ, со каменувањето на својот сонародник Стефан, 34-та година од првиот век, го изгубија правото да се наречат избран народ. И Евангелието, Павле, Петар, Јован, Јаков и сите таа плејада од најпрви 12 апостоли, а после и стотици и илјадници, тргнаа да го проповедаат Евангелието, радосната вест, на незнабожците. Односно, сите останати кои живеат на планетата Земја. Во она време, пред 2000 години. Значи, на вистина има пророк во Израел. Му рече Елисије на царот. «22 години. Јас и мојата сопруга, нашето семејство, поминавме во Приштина. Таму не најде војната. За сето време на војната бевме, значи се доселивме пред војната, па за сето време на војувањето и до крајот 22 години. Добро паметам, кога после потпишувањето на Кумановскиот договор, а со тоа заврши НАТО бомбардирањето, после кој како си го толкуваше тоа, која страна, успех, неуспех, тоа е друга приказна, но добро паметам кога рускиот контингент војници дојдоа од Босна и Херцеговина и веднаш ги завземаа стратешки важните места. Тоа беше во договор, пак
и со НАТО, но стратешки важните места тука беше малку шах играње. Прво што го завзедоа, рускиот контингент, беше аеродромот во Слатина, покрај Приштина. Аеродромот. Тоа е стратешко, важно место. Тоа на генералот, главниот заповедник на НАТО силите, Весли Кларк, не му се допадна. И веднаш му издаде оваа информација, ја имате на Google, може да се провери, веднаш му издаде на генералот Майк Джексон на НАТО силите, кои дојдоа со мало закаснување, задоцнување, му нареди да го завземат на сила Приштинскиот аеродром. Таму каде што веќе беа стационирани руската војска, контингентот. Знаете што значи тоа? На сила НАТО војниците со руски војници. Она што сега не смее никој да го направи во случајот со Украина. НАТО не смее. Тоа е директен судар. Позната е изјавата на Майк Джексон, генералот, кој што му одговори на главниот заповедник на НАТО силите, Весли Кларк, и му рече: не сакам да ја започнам Третата светска војна заради тебе. Заради некој Весли Кларк. И навистина не направи таков ризичен потез. Ова е во Википедија и останати овие Google пребарувачи една од можните причини за почеток на Трета светска војна. Јас сега би го замолил братот Борче, пасторот, да овде погледаме нешто што само ќе не натера на размислување. Никаква исклучивост или тврдење не стои зад ова, само за размислување. Дали е вакво нешто можно? Во првата колона се датуми 28. јули, тоа е само месец дена подоцна од атентатот на Гаврило Принцип врз австро-унгарскиот престолонаследник Франц Фердинанд, што беше сериозна работа од страна на Србија. 28. јули, месец ден, 28. јуни беше атентатот, а месец дена после тоа беше објава на војна и со тоа почна Првата светска војна. 28. јули 1914 година. Зошто се вака поредени? Затоа што се денови, месеци, векови и години. Така се поредени.
денови, месеци. Век, 19 век и 14 година. Збирот е 68. На 1. септември Германија изврши инвазија на Полска и во 1939 година отпочна Втората светска војна. Значи, она е Првата светска војна, ова е Втората светска војна, втората колона. Долу е пак истиот резултат 68. Збир. А на роденденот од мојот роден брат, 24. февруари 2022, многумина рекоа што е сега ова. Дали е и тоа почеток на Трета светска војна, овде кај нас, навистина, фрапантно истиот број, 68. Дали инвазијата или специјалните операции, званично од страна на Руската Федерација, е почеток на Трета светска војна. Само за размислување. Не велиме ни да, ни не. А ќе се осврнеме на има пророк во Израел, во духовниот Израел, кого го представуваат адвентистите на 7-миот ден. Точка. Духовниот Израел ја има сола скриптура, само Свето писмо и духот на пророштвото, а тоа е пророштвото кое што го имаме како непроценливо богатство, единствената црква на куглава, планетарна. Преку една личност која се вика Елена Гулд Хармон Вајт. Јас од секогаш сум се воодушевувал, за разлика од некои кои од нивни познати причини и наши познати причини ја ставаат настрана, под тепих, ваму-таму, само не дека е пророк на последното време. Еве што вели таа во еден свој цитат, тоа е еден неизин ракопис, инаку има напишано повеќе од 100.000 страници. 100.000 страници. Со над 2.000 визии, а башка сонови, кои ги примала по пат на инспирација, духовна инспирација, директно од Христа. Така читаме во првата глава, првиот стих на Откровението. Зашто Откровението е Христово, она што тој ќе им го даде на своите слуги пророците, а тие нам. И бидејќи во последното време, читаме и во Јоил и во Дела апостолски, Господ ќе го вметне, ќе го даде
својот дух на синови и ќерки, женски род, и тие ќе пророкуваат. Една од тие ќерки е Елена Вајт, не е единствена. Јас лично можам да посведочам за себе. Апостол Павле доби божествено откровение кога се наоружа, кога тогаш се викаше Савле, јавна конј со придружба на војници и тргна на патот за Дамаск да најде, појде со список, тогаш еретици, некакви си христијани, следбеници на Исус Христос. Во тоа време тоа било ерес покрај главната јудејска религија. И знаеме на патот за Дамаск, му се јави Христос, го собори од конјот, падна во прав, ослепе за 3 дена, слушна глас: Савле, Савле, зошто ме гониш? Кој си ти, Господе? Одговори Савле: јас сум Христос, кого ти го гониш. Заподоцна Павле и да запише и ние тоа да го читаме: кој гиба во вас, мои следбеници, гиба во зеницата на окото мое. Значи Христос е веднаш тука, во одбрана на својот народ. Тоа беше искуството на Савле, а моја маленкост, искуство беше на улицата Боро Прцан во Куманово, кога го слушнав гласот: Никола, јас сум твојот Господ. Чуј ме, следи ме, и јас од тебе ќе направам нешто. И кога би ви кажувал како ме водеше да дојдам овде, во оваа црква. Тоа беше во Куманово, а ме доведе овде. Зашто овде, во тоа време, беше местото каде што се проповедаше вистината, се проповедаше Христос, зашто тој е и патот, и вистината, и животот. Единствено место во тоа време. Сега имаме и во Влае, и во Вера, и во Шутово, Ризари, 4 места кај што се проповеда оваа вистина. Значи не е единствената Елена Вајт. И други биле под директна Божја инспирација. На крајот јас верувам дека и ти не си дошол така залутан. И ти си ја барал вистината и Господ те довел на правото место. Со Духот Божји, Духот Свети. Значи, ова со 68 збир, хајде, на што ве асоцира тоа? Мене, конкретно, ме асоцира на Псалам 90, 10, денови на нашите години или на нашиот век, се до 70. Кај посилниот до 80. А самиот нивен цвет е мака и неволја, зашто брзо течат и одлетуваат. Нашите денови, нашите години. А сега пак, колку брзо мене ми лета времето, јас сум чудоневиден. Дали поради моите 73-4, толку брзо одлетуваат.
Да се вратиме на нашиот пророк или пророкот на последното време, Елена Вајт. Во нејзиниот 114, така е рангиран, забележан ракопис, 114, кај што е наведена и годината, 1899, кога ова нешто го запишала, имено запишала, подоцна ќе го прочитам целосно, но сега со еден мал вовед, дали таа во свое време пророкувала за некаков сојуз, алијанса помеѓу Кина, Русија и Индија. Знаете зошто е ова битно? Затоа што се овде тројцата председатели на Русија, Кина, Индија, фатени рака под рака. Од скоро, да не речам после специјалните операции што ги спроведува Руската Федерација во Украина. Не завземам ничија страна. И една душа која би загинала, на мене ми е жал. И тоа никој не би го одобрил, особено цивил. Но, пророштвото нејзино, значи дали таа зборува, кажала нешто во свое време, а родена е 1827, живее, односно умира 1915, јуни месец. 1915, значи во време на Првата светска војна. Умира. Дали таа пророкувала пред големите неволји и Михајло, големиот кнез, кој ќе се подигне? Односно, Христос, како второ славно Христово доаѓање. Вестите јавуваат, светските, новинските медии и електронските, јавуваат дека Индија, Кина и Русија создаваат нов, алтернативен, глобален банковен систем. Значи, нешто што било, веќе не важи, сега е нешто ново. Односно, SWIFT кодот за една држава, земја, веќе не важи за Русија, во наводници, окупаторот. И сега Русија треба да се снаоѓа. И еве ја се снаоѓа. За да се исполни пророштвото од Откровението 7 глава, каде што вели дека 4 ангели се уште стојат на глобален план и ги држат ветровите, ветрови се символ на уништување војни, на глобален план, ги држат, негде попуштаат, ама се уште ги држат 4 Божји ангели, ветровите да не почнат да дуваат на цела планета, односно Трета светска војна,
додека не се запечатат слугите на Бога Севишниот. Значи јавуваат вестите за нов глобален банковен систем, за премостување на наметнатите санкции на Русија од САД и остатокот на светот, и кога Русија отпочна специјални воени операции во Украина, Соединетите Американски држави веднаш се обидоа да ја изолираат Русија од глобалната економска шема, затворајќи го пристапот во светските финансиски системи, односно да ја ослабнат, економски, воено, секако. Меѓутоа се случи тоа што Индија, Кина и Русија, овде се Путин, индискиот, не му го знам името, да бидам искрен, и Си Джинпинг, кинескиот председател, тројца председатели, ајде да ја осветлам малку, може би ќе биде за вас. Да. Мислам дека е видливо сега. Тројца лидери на три најмногу људни или човечки, демографски населени земји. Значи, Индија, Кина и Русија сега го зајакнаа нивното финансиско партнерство, што ќе им овозможи да тргуваат слободно. На тој начин тие им се спротивставија и ги пресретнаа санкциите од Соединетите Американски држави и остатокот од поделениот свет. Кога Соединетите Американски држави им наметнаа ембарго на руската нафта, Русија се сврте кон Индија, голем консумент, и која веднаш се сложи да ја купува нафтата по дисконтни цени, значи по снижени цени. Новиот Индиско-Руски сојуз вклучува и друго нешто, и трговија на нафта и оружје, не е само друго, туку и оружје. Со глобалното ембарго на Русија и Кина се воспостави силно партнерство, изјавувајќи дека со тоа и се овозможува на Русија финансиска и воена помош. Нема да ослабне. Што има се во ова врска со нас? Или во каква врска е ова со времето на големите неволји за кои читаме во Данило 12 глава 1 стих? Дали е ова уште една потврда, доказ дека на Елена Вајти било дадено откровение во поглед на сегашните настани? Еве го цитатот, запишан 1899 година за овие тројца фатени рака под рака. Еве го цитатот. Во Индија, Кина, Русија и градовите на Америка, се мисли на сегашна Соединените Американски држави, бидејќи тогаш беше државјанка на тогашна Америка. Во Индија, Кина, Русија и градовите на Америка, илјадници луѓе, мажи и жени, ќе умираат од глад.
луѓе парајлии, што имаат милиони, милиарди, а ги има денес, од разни профили од општеството, бидејќи имаат моќ, ќе го контролираат пазарот. Ќе успеваат по ниски цени да дојдат до се што ќе им е волја. И тогаш купеното ќе го продаваат по многу повисоки цени. Богатите гледаат само интерес. Ова значи гладување на најсиромашните класи и резултат за граѓански војни. Значи, лонецот врие. Ќе настапи време на неволји какво што никогаш не било, откако е свет и народ. И во тоа време ќе стане Михајло. Микаел е едно од имињата за Господ Исус Христос. Во превод кој е како Господ. Микаел. Ел, Елохим. Ели, Ели, лама савахтани. Боже мој, зошто си ме оставил? Ел, Ели. Ќе стане Михаил, големиот кнез, принц, кој што ќе стане во одбрана на својот народ и ќе има неволји какви што не биле. Такви неволји. И во тоа време твојот народ ќе биде избавен, ослободен, спасен. Секој кој се нашол запишан во книгата на животот. Многумина ќе се очистат и избелат. Пеевме и тоа многу ми се допадна, песната баш беше погодена, 125-та, во крвта своја измиме, сега доаѓам, да бидам чист и бел како снег, сега доаѓам. Или денес враќам се. И сега, крајот, слушнете го. Покрај ова, дека многумина ќе се очистат и избелат, а безбожните или неверните ќе работат безбожно и ниеден од безбожните нема да разбере. А мудрите ќе разберат. Ова е цитатот под број или манускрипт 114 од 1899 година. Каде беа или кои беа земјите во 1899? Кина, Индија, Русија. Далеку од светски водечки сили. Далеку. Во тоа време. Ама еве, таа пишува дека овие земји, вклучувајќи ги и големите градови на Америка, Америка нема да биде поштедена од гладување. Ќе бидат погодени.
Da li imаме prorok na posledното време? Da. Елена Вајт. Се сеќаваме на воениот сојуз, опишан во Библијата, помеѓу израелскиот цар Ахав, папучар во наводници, бидејќи неговата жена Еезавеља имаше главна улога, машка улога. Овој пресврт најубаво денес се гледа во Соединетите Американски држави. Жените се мажи, мажите се жени. Не е само асоцијација на некакви хируршки, пластични операции за од маж да се направи жена, па на крајот во новинските извештаи жена на годината била маж. Жена на годината била маж. Не се. Ахав и Јосафат, царот Јудин, направија алијанса, сојуз, во борба против сириците. И како пред секоја војна, бараат пророк кој ќе им каже исход од таа војна, како нашиот поранешен премиер пред поранешниот, значи третиот од позади, кој што отиде кај бајачка. Постои снимка. Премиерот на Македонија. Да му пророкува што, како ќе биде. Кога тоа го слушнав, веднаш реков, избројани ти се деновите на таа функција. Немаш шанса да останеш. Така и Ахав. И Јосафат, овде не е спомната Езавеља, била сигурно зафатена со свештенички служби, зашто таа беше тогаш главен свештеник во храмот на Вал, не Навал, Вал. И Јосафат му вели, а ова е опишано во првата Царевите, 22 глава. Царот Јосафат му вели, имаш ли некој пророк? Што велат твоите пророци? 400 пророци, што ги остави Езавеља, а Божите пророци ги испоуби. Имам, сите добро ми кажуваат. Сите до еден. Ама, имаш ли некој друг што не ти кажува добро? Има еден таму, Михеј. Кога да го прашам, тој само лошо ми кажува. Хај да го чуеме. И заповедникот оди, го доведува Михеј и доведувајќи го му вели, слушај, немој сега да се обрукаме, сега малку парафразирам, сите арно кажуваат, ајде и ти нешто арно. Ќе зборувам што ќе ми каже Господ. И доаѓа Михеј и
Ajde, mu veli carot Ahav, Mihej reče, така da je živ Gospod, ќе зборувам što Gospod ќе mi каже. И кога дојде кај царот, му рече царот, Михеј, ќе одиме ли во војна против Рамот Галатски или да баталиме? Михеј му вели, оди, само оди, ќе бидеш среќен, Господ ќе ти го даде царот в раце, царот сирски, значи ќе бидеш победник. А царот му рече, колку пати те преколнував да ми ја зборуваш само вистината во име Господово. И тогаш рече Михеј, го видов целиот народ, Израелов, распрснат по планините како овци без пастир, зашто рече Господ, овие немаат господар, нека се вратат секој во својата куќа, во својот дом, со мир. Тогаш рече царот Израелов Ахав на Јосафат, нели ти реков, дека нема да ми пророкува добро, туку само зло. Еве, сведок си. А Михеј му рече, затоа слушнија речта Господова. Го видов Господа кај седи на престолот свој, а сета војска небеска стоеше оддесно и одлево. И му рече Господ, кој ќе го измами Ахав? Ова Михеј го кажува пророкот. Кој ќе го измами Ахав да отиде и да падне во војната кај Рамот Галатски? И еден рече ова, друг рече она, и тогаш излезе еден дух и застанувајќи пред Господа рече, јас ќе го измамам царот Ахав. Јас. А Господ му рече, а како? Како ќе го измамиш Ахав? Му одговори Михеј, рече, духот сега. Го интерпретира и му рече, духот ќе излезам и ќе бидам лажлив дух во устата на сите негови пророци, 400 пророци. Јас ќе бидам тој лажлив дух во устата на 400. А Господ му рече, ќе го измамиш, ќе го надвладееш, оди и направи така. Затоа сега, ете, Господ, продолжува Михеј, пред двајцата цареви, Израелов и Јудит, Господ стави лажлив дух во устата на сите твои пророци, Ахаве, а Господ изрече зло за тебе. О, кој беше Ахав? Наваот, си спомнувате, израелецот, за лозието. Како настрада со лажни сведоци, ама на совет од Језавеља. Брзо ќе ти најда двајца лажни сведоци. И тоа било е и ќе биде. И Господ му изрече зло. Тогаш пристапи Седекија, синот Хананин, еден од тие главни пророци, и го удри Михеј по образот, велејќи, а кај отиде Духот Господов сега од мене да зборува со тебе? Значи, насилнички, нахален карактер. Насилници денес
mameleđiji, izmamnici se vo svetov vo koji živeme. Zato ne je čudo što Isus prvo što odgovori koga go zapraša, koga će bide krajot, nije velime koga će bide treta, da li je treta svetska vojna. Prvo što im reče Isus na apostolite, reče čuvajte se nekoj da ne ve izmami. A Mihej sega, otkako dobi šamar, mu reče, će vidiš vo onoj den, vo najtajna klet prostorija kade što će se kriješ. Togaž carot Izraelov go fati Mihej i go odvede kaj Amon, zapovednik od gradski, i mu reče, vaka veli carot, stavete go v zatvor, davajte mu pomalku lepi voda, dodeka ne se vratam od vojna vo mir. A Mihej mu reče, ako se vratiš vo mir, znači ne zboruval Gospod preku mene. To znači deka ti nema da se vratiš. Dodeka ne se vratam. Gospod ne zboruval preku mene, ako ti se vratiš. Koji je Božji prorok? Čujte go ova site narodi. To bea poslednjite zboroj na Mihej i v zatvor. Čujte go ova site narodi zborot od Elena White. Dozvolite ušte ova i će završime. Naskoro, pišuva ta vo 1904. godina, naskoro će nastapat takvi nevolji pomeđu narodite koji nema da prestanat dodeka ne dojde Isus. 1904. godina. I tok mu posle par godini počnuva Prvata svetska vojna, Vtora svetska vojna, nijedna godina ne je zemljata na mir. Nijedna godina. Do Hristovoto doađanje na zemljata vojni. Nije sme vo poslednata vojna. Golemata borba koja počnala na neboto, продолжила на земјата до Христовото доаѓање. 1904 година. Целиот бес на Првата светска војна се истурил со 15 милиони жртви. 20 милиони ранети. Па Втората светска војна, а да не зборуваме за оние уништувања, сето тоа, заедно, 40 милиони жртви. На вистина, големата борба, или Третата светска војна, ова е се светска војна, се е светска војна. Ние сме во светска војна. Зашто до Христовото доаѓање нема да запре, а финишот ќе биде. Еве, неделја долази. Неделата доаѓа. Од неделниот закон, кој што ќе биде објавен, најпрви во Америка, па потоа во сите други земји, кај нас од 1. јануари. Утре кој сака да си купи леп, не знам дали може да си купи леп ако сака. Нема, нели?
Od 1. januari неделата е званично озаконета во Македонија. Само што неделата има фази. 4 фази. Од првата, кога можеш да си доаѓаш и во црква во сабота. Во сабота, нема проблем. Првата фаза. Па и втората фаза уште можеш, ама почитуваја неделата. Па третата фаза, само недела, ден за семејството, ден за Бога, само неделата, а четвртата фаза е смртен декрет за секој кој ќе ја наруши вака или онака неделата. Од неделниот закон, кој што, ние предњачиме, нашава Македонија изгласа неделен закон. А знаете ли кога беше тоа? Веднаш после доаѓањето на главниот промотер во наводници неговата светост, папата Франциско, единствениот папа језуит, кој што одржа миса на плоштадот. И од тогаш, односно дојде во времето на сегашнава влада да им даде инструкции. Што друго? Што друго е војната во Украина, ако не религиска војна? Зашто? Западна Украина се унијати или грко-католици. Тоа не е исто со источно православци. Сите мора да му се покорат на папството. Односно, ѕверот број 1 во Откровението 13 глава. Значи, во позадина е сето верска војна, религиозна војна, отпочната на небото со првиот бунџија, Луцифер, кој што во Pfizer вакцината го нашол и своето име. Само мала пермутација на буквите од Pfizer го добивате името Луцифер. Немам табла, одма би го напишал. Мала пермутација. Но да не биде се црно. Господ вели, не бој се, мало стадо. Лука 12:32. Не бој се, мало стадо. Зашто волјата на твојот татко, небесен татко, е на тебе мало стадо да ти го даде царството Божјо. Не на големото стадо. Не бој се. Кој гиба во вас, гиба во зеницата на окото мое. Ние сме навистина среде светска војна, сили на доброто и сили на злото. Ангелите задржуваат, додека не се запечати и последниот. И тогаш Христос ги изговара оние зборови: крај, крај, крај. И тргнува од светињата на светињите, небесниот храм, на пат кон нашава земја, кон нашава планета. Ние сме пред самиот финиш, драги мои браќи и сестри. Навистина имаме пророк на последното време. Навистина има пророк во Израел. Амин.